Вторник, Македонија наутро, термин резервиран за нашата редовна рубрика Мој психолог. А во истото ќе зборуваме за една многу интересна тема, за која што можеби и не сме посветиле толку внимание, но многу присутна овие денови. Колку пати со оние кои што ќе се разминете сега по улица, ќе ги видите пријатели, блиски, можеби и подалечни, ќе си кажете, ако не се видиме, среќни празници, среќна нова година. Но среќна и среќни празници, колку сме свесни дека всушност за таа среќа сме одговорни ние самите и ние самите ја допринесуваме. Токму на оваа тема разговараме во продолжение. Мој соговорник е Катерина Наумовска, психолог. Добро утро. Добро утро, Јована. Многу убава најава. Среќни празници. Нека не среќна новата година. Престојува една многу убава недела, како што кажавте. Секој ден имаме славење, многу сме мотивирани, со позитивно расположение, со позитивни чувства, пријатни емоции, со надеж дека новата година ќе донесе нешто, ќе не направи посреќни, позадоволни и тоа е добро. Че добро е луѓето да се надеваат, добро е луѓето да фантазираат што ќе се случи во новата година. Бито многу убаво каже, тоа јас го размислував што кога ние си велиме среќна нова година. Што очекуваме? Дали очекуваме дека новата година ќе дојде некој со магичното стапче и ќе ни ја направи да ни биде посрекна, или ќе дојде некој кој што ќе не спаси, ќе дојде принцот на белиот коњ кој што нешто ќе направи за нас, или треба ништо ние да направиме. Бидејќи многу брзо поминуваат следните 365 дена и многу брзо ќе дојде другата нова година, кога повторно ќе си кажеме среќна нова година, а кога ќе се вратиме назад, дали навистина се случија некои промени кои што ние ги очекувавме претходната година за кои што фантазиравме? Не. Колку сме одговорни за истото? Самите ние. Може би ова ќе биде едно подсетување за сите оние кои што не гледаат токму овие денови, да ја направат онаа ретроспектива за која што зборувавте. Сега. Одговорноста, постои среќа, не можеме да кажеме дека нема да веруваме во среќа, меѓутоа најголем процент на тоа што ќе ни се случи другата година, одговараме ние. Да престанеме повеќе да играме улога на жртва, дека ние сме безпомошни, дека не може да ни се помогне, дека живееме во држава која што е таква каква што е, општеството е такво, околината е таква и понатака да продолжуваме да кукаме без да ја преземеме одговорноста. Ке сретнете, веројатно и вие, јас сум сретнала многу со мојата професија, луѓе кои што ќе ги видите после 5 години, кои што си посакале среќна нова година и се уште седат на работно место од кој што не се среќни и задоволни, се уште се во партнерска релација од кој што не се среќни и задоволни, некоја токсична врска или се во некој брак кои што исто така не се среќни и задоволни. При тоа се плашат да направат промени и очекуваат дека во новата година нешто ќе се случи, не знам што ќе се случи, без тие да направат нешто. Одговорноста е наша. Ние треба да преземеме нешто за да направиме следната година да бидеме среќни и задоволни. Зошто се плашат од промени луѓето? Ако кажеме дека тоа се луѓе кои што играат улога на жртва, не класични жртви, туку тоа се луѓе кои што играат улога на жртва и се чувствуваат безпомошни, што реално и не се безпомошни. Со самото тоа што играат улога на жртва, тие привлекуваат постојано внимание. Едноставно се хранат од тоа внимание. Од друга страна, обидот да се размисли за промена и излегување од комфортната зона во која што тие се чувствуваат спокојно и се плашат, бидејќи најчесто размислуваат дека таа промена ќе биде полоша и најчесто ги гледаат тие луѓе примерите околу себе кои што завршуваат лошо. Па зашто би излегла од комфортната зона кога гледате што се случи на тој, тие не ги бираат примерите кои што би им кажале и би им упатиле мотив да направат промена, бидејќи сакаат да останат во комфортната зона и се плашат да излезат од таа комфортна зона во која што се чувствуваат мирно и спокојно. Но доволен е еден чекор, тоа сакав да го кажам. Да. Колку треба мотивација која што пред се сами треба да си ја дадеме. Така никој не треба да ни ја даде мотивација, сега треба да ја направиш промената. Никој од страна може ќе каже, но никој не може да делува како што самиот на себе ќе си ја дадеш таа наредба. И како се случува тоа? Како се случува? Прво да кажам, треба да ги разбереме овие луѓе, да не ги напаѓаме, па како можеш ти да играш улога на жртва, бидејќи тие се чувствуваат така како се чувствуваат, бидејќи околу нив постојано имало спасители или некој кој што ги прогонува, кој што им е одземал енергијата, им е одземал вредноста и способноста и иницијативата да нешто направат. Прво им треба некој
да не кажам са веднаш дека им треба стручно лице, меѓутоа им треба некој кој што ќе ги мотивира и ќе ги поттикне да го направат првиот чекор. Мојата препорака е да се почне со помали чекори. Дека денеска ќе направам нешто сама. Па денеска може сама ќе одам да ги уплатам сметките за струја, ако досега тоа го правеше мојот партнер. Денеска ќе направам нешто сама и ќе почнем од тие чекори, за да дојдам до моментот дека самата да стекнам некаква самодоверба, дека можам ја секвак да направам некакви промени и да не останувам постојано во истата ситуација, кукајќи дека јас не можам ништо да направам. Што би можеле да кажеме сега на крајот на годината, јас помнав што ќе би било ако не направиме промени за 365 дена, меѓутоа што треба да направиме, да се вратиме назад сега 365 дена. Што направивме од јануари до сега? Значи тоа да го направиме, да речеме, како една ретроспектива оваа недела, самите со себе да погледнеме каде. И веројатно тоа би било освестувањето дека сега е времето за чекор напред. Тоа го правам и јас. Да, но може би се во ова, или кога ќе се каже вака, кога ќе речат убаво вие тоа се го срочивте и го кажавте, но ајде како да се направи. Може би тука е клучот. Да, гледачите најчесто гледаат и кажат, аха, лесно вие таму вас изборите. Да кажете. Дај да видиме што да направиме. Што правам јас, тоа ќе го препорачам и на гледачите. Ајде да се вратиме, реков, од јануари навака, какви се ситуации имавме во животот. Кога доживувавме пријатни емоции, кога доживувавме непријатни емоции кои што ни кажуваа нешто, ни праќаа некакви знаци дека нешто ни е важно и треба нешто да смениме, меѓутоа ние ги игнориравме. И многу брзо дојде декември. Ајде да видиме кои беа тие ситуации кои што направија да се чувствуваме добро и да ги повториме во следната година. Меѓутоа ситуациите и непријатните искуства кои што предизвикаа кај нас непријатни емоции, да ги проанализираме и од нив да научиме како да правиме да не ги повториме. Што тоа ние направивме тогаш и тогаш, како се почувствувавме, кои емоции ние ги игнориравме, ајде да ги слушнеме сега, да ги освестиме сега, да проанализираме зошто ги имавме тие емоции, што може сега да направиме како не би ги повториле истите непријатни ситуации, постојано да бидеме во повторувачки ситуации, многу брзо до следната нова година, кога ние не сме направиле никакви промени. Наместо да се обвинуваме како тоа сме погрешиле цела година и зошто тоа го направив и како го направив, победниците учат на собствените грешки. Тоа треба да го прифатиме дека имаме право како луѓе да погрешиме, меѓутоа да видиме што може од нашето искуство да научиме за да не ги повторуваме истите грешки. Добро. Сето тоа ќе, да речеме, хипотетички, ќе пројде во наредните неколку дена и ќе дојде сабота и ќе биде првото утро во 2022 година. И колку е важно при тоа со каква мисла ќе се разбудиме и како ќе започнеме годината. Да не биде сето тоа механички. Така. Да не биде со еден мамурлук, леле, претходната вечер, каква беше сега, чекај, да успеам некако денов да профункционирам. Тоа така и ќе биде, претходната вечер беше како што беше, сега да го испијам утринското кафе, ајде да видам како ќе ми почне годината и велиме, ајде да почнеме со позитивна мисла. Јас велам, ајде да почнеме со нови одлуки. Ајде да видам што можам ново нешто да направам оваа година. Имам право да изберам нешто ново за себе. Да донесам некоја нова одлука, за да ми донесе среќа и да бидам среќна и задоволна. Меѓутоа, без тоа го правиме тоа со притисок, дека јас тоа морам да го направам баш првата ноќ, после новогодишната ноќ, дека морам да го направам во понеделник. Меѓутоа, посебно кај луѓето кои што се плашат од големи чекори, е подобро да си дадат некои поголеми рокови. Дека ја во првото тромесечие ќе ја преземам таа и таа иницијатива и ќе направам тамо и тамо промена, доколку пример имам проблем на работа, на работното место и го лоцирам каде е проблемот, ќе склучам договор сама со себе, дека во првото тромесечие ќе направам таков и таков асертивен разговор со мојот шеф, ако шефот е проблем, тоа значи дека ќе се почитувам себе си, ќе се почитувам него без да го напаѓам додека разговарам, доколку имам проблем со колешка која што ми ја цицала енергијата и заради тоа не ми е убава на работа, ќе направам договор со себе дека во првите 3 месеци независно или 5, битно е да си направите договор со себе, бидејќи така ќе ги реализирате целите, да не биде, ќе биде. Да, ќе биде годинава. Ќе биде годинава, како судбината, како Господ никој не е. Тоа се навистина убедувања кои што на луѓето им прави да се чувствуваат добро, меѓутоа не носат ништо. Ние треба нешто да направиме, бидејќи судбината нема ништо да направи, ниту некој друг ќе направи и како Господ никој не е, многу брзо доаѓа следната нова година. Добро, да речеме дека промената зависи исклучиво од нас. Што е клучно?
тука главно за да всушност се случи таа промена? Храброста или прифаќањето дека треба да се случи таа промена? Едноставно прифаќањето дека мора да се случи таа промена. Јас само ќе го тргнам овде зборчето мора, да не ни звучи како притисок, бидејќи ќе кажеме мора да ми се случи таа промена, таа навистина делува прави еден психички притисок и питоа не се чувствуваме добро дека тоа мора да го направиме. Можеби тука си отежнуваме. Да. И јас наместо мора ќе го спомнам зборчето добро би било. Добро би било да јас ја направам таа промена. При тоа свесна дека на патот до таа промена нема да иде се така јас како што сакам глатко. При тоа свесно дека ќе има препреки на тој пат кои што јас треба да ги очекувам уште сега. И кога ќе дојде да кажам, аха, да, ова е една од тие препреки кои што јас ги очекував да дојдат, меѓутоа мине овие препреки нема да ме вратат назад, туку јас ќе пробам да ги надминам и ќе продолжам понатака до следниот чекор. И кога ги правиме промените, не одиме веднаш што драстични промени, посебно ако сме луѓе кои што досега сме се плашале да направиме промени, туку правиме чекори по чекори. Сега ќе одиме до помала промена и така натака и така натака. Ќе спомнав работно место, повторно ќе го спомнам. Доколку не сме задоволни од работното место, не можеме веднаш да кажеме ќе дадам отказ. И тоа е првиот чекор што ќе го направам, дека јас до март ќе дадам отказ. Не знам, ако траело 10 години, може би да, ако сте се обиделе на сите можни начини нешто да направите, да, меѓутоа ако сега носам одлука за промена. Како што кажав, прво ќе видам кои непријатни емоции ги чувствував и од кои причини ги чувствував и ќе пробам прво, доколку е тоа проблем со колешката, да го реализирам разговорот со колешката, доколку е проблем со шефот. Кои се проблемите? Доколку сето тоа го направам и покрај тоа не сум среќна и задоволна, следниот чекор е отказ. Катерина, ќе ве прикинам, некако се ова што кажувате ми алудира на нешто дека работата на себе всушност никогаш не престанува. Таа е долготрајна, таа е за цел живот. И можеби треба да се прифати дека тоа е така и дека доколку велите би било добро, доколку си мислиме на себе си добро, така, дека треба всушност да го правиме тоа. Да работата на себе не престанува. Јас сум психолог и до ден денес работам на себе. Напротив, луѓето кои што сакаат да победуваат, кои што се победници, тие работат на себе. Што тоа значи? Па ние не сме безгрешни, сме направиле нешто. И не можеме да кажеме, посебно мене ми се случува, па ти си психолог, како да немам права јас сега и да погрешам, нели? Да, работиме на себе, работиме токму на себе од непријатните ситуации кои што ни се случуваат и гледаме тука дека постоеле нешто недостатоци, некои кои што претходно можеби не сме ги сработила, а доколку не ни се случило тоа искуство, можеби немаме да бидеме свесни дека требало нешто да сработиме на себе. Многу пати кога гостувам кажувам човек учи кога е жив. Јас сум тренер за емоционална интелигенција, кој што е интелигенција која што се учи доживотно работиме на себе, доживотно се усовршуваме, гледаме каде можеме да поправиме, кои се нашите недостатоци со целосна свесност, и тоа не прави победници. На крајот на криштата победници се луѓето кои што се среќни и задоволни од како ги оствариле целите. Многу убаво. Благодарам. Благодарам, Катерина, што беше мојот соговорник денеска. Да сме живи и здрави, среќна нова година, среќни празници и да се гледаме за убави нешта. Среќна нова година на тебе, Јована, на гледачите и уште еднаш ќе повторам. Оваа нова година нека не биде само среќна нова година како збор, оваа нова година нека биде година каде што ќе донесете нови одлуки, имате право на нови избори, за да направите да бидете среќни и задоволни. Ти благодарам. Благодарам и на вас.